Се што е нормално си отиде, напросто бегаат младите од земјава и треба да си одат. Напиша таткото на Фросина Кулакова по ослободителната пресуда за сопстреникот на возилото со кое беше предизвикана кобната сообраќајна несреќа во која загина младата Фросина Кулакова, со образложение дека самата собственост на автомобилот со кој управувал неговиот полнолетен и веќе осуден син без дозвола не е основа за кривична одговорност. СДСМ на пресконференција обвини дека владата прави псевдореформи за да го блокира европскиот пат, што се докажува со барањето на Брисел по кратка постапка да се измени законот за судски совет, кој со месеци лажно се представуваше како реформски. Од СДСМ го оценија и владиниот инвестициски план како опасна должничка замка која наместо развој на граѓаните ќе им донесе нов јавен долг од над 12 милиони евра, повисоки камати и долгорочен пад на животниот стандард. Тие го обвинија и владеачкото мнозинство во град Скопје, Јорце Георгиевски, дека го газат деловникот и ја замолкнуваат опозицијата, претворајќи ја дебатата во монолог. Знаме како анкетите на власта лажни и на копче, жестоко реагираше СДСМ и ја обвини партијата Знам дека представува вештачки проект, создаден, финансиран и диригиран од власта. Членот на извршниот одбор на СДСМ Кристијан Дојчиновски денес ја представи програмата за обезбедување на 5000 станови за изнајмување за млади семејства, како одговор на масовното иселување на младите поради ниските плати и високите трошоци за живот.